Наистина е чувстваме няколко дискусии, предходни, заедната имащо веќе поручно говоримо, значи с това не говорим и така му, че имахме една по-обстежна комисийска разправа. Айде се отредхме ке пушам от държавната годишка, што каже дека не да се дадеме во стритно уван, зато што си да решиме нечисто да мислите, факт е дека е така, не да сигурно да държавничко суштество, кое што би сакало да е така. Меѓутоа, јас би рекла, а зашто ние не сме единствени во ставовите кога детектираме избори, интервентивците викаме прво ги детектираме изборите, па патишта да бъдете клиентите. Значи, изборите ни се детектирани, имаме идея. Еве детектираме вчера на комисија, продуцирате предходниот колега го спомна каменоломот. Зашто не говорите вие за каменоломот, да кажете да всички исто да говориме за изборите, които да бъдат? Зашто не кажете да, тој постои, тој диво постои и треба да се затвори. Кога него ти се додава знак да се каже, скричам да, што ми ставим. Значи, треба реално да говориме за проблеми. Значи, вие сте дозволили, ако знаете това, да постои каменолом, не постои на близина на градот, кој е загадувач, ако сите нормативи и прописи, ете колежките предходно, може да консултира литература за това, на колкаво разстояние от градот треба да е каменоломът. А колегата предходно съветник на Еврокозадък сега и нещо друго ще пократива да се не амива, што би било очень на нестрашно. Значи, тук трябва да сме заеднички, да не занимаме в ставалите почитуване. А не само нещо, ке кажуваме дека се грижи. Значи, това има бегање, треба точно и децето да кажеме кои ни се загадувачи изборите. Да кажат и голея под карта, значи предлагаме да се направи до карта. Ние ги знаем, които е още тога, многи ми други загадувачи, колегата Намов кажа дека една фабрика нещо не ни се отбуди, секрената по работа и функционира. Значи сите тие загадувачи да ги лозираме и да почнеме со уна што се средства точно и рек битола да биде како да избојува средства во буџетот на битола да ги донира, затоа што имаме алармантни бројки на заболување во општина битола. Секојдневно луѓето се жалат се повеќе хронични болни, обични луѓе кои што не се хронични болни, дека им смета воздухот, дека не може да дишат, да требаат на помош. Значи алармантна е состојбата. Прелет и замените граната му огледат, като се сепак се дългоручни мерки, колко е алармантна состојбата. Дали предходно се дојдохме по густо, така? Дали предходно некој размислуваше дека се уништија сите зелени зони површини во градот? Тоа најобична литература да консултира дека видите дека имаме стамбена зона, индустријска и тампон зелена зона. Дали нешто проектира, што дава дозволи? Имаме единствени отделение овде во општина по урбанизам, размислуваат за тоа, кога се правят објекти, и за новите згради, што инфраструктурно за жал нешто уште решени, че се загадувачи инфраструктурни, кои што се направиха и касатите. Дали е тоа добро и таа зелена тампон зона така крвнички да се уништови само да се гради нешто? А каде е па таа тампон зона до каменоломот зелена зона, ви се мола? Дали понатаму што се градат згради, каде што биде кујки, индивидуално, дали требало да се изградат? Ние се уништихме веќе зелената површина, која ще е предвидена по нормативи. Значи, ние сме ги почитували нормативите, затоа тук да дојдохме. А во силата се веќе онеј проблем, што исто сами си го наметнахме. Знаете, покрај мерањето на PM10 частичките, цел свет секојдневно дава податоци дали имаме смог, после два вида смог индустријски и фотохемиски смог. Ние знаеме да видим. Едното од гостилата, другиот од индустријата и загадувачи. Значи, поима немаме колку се не загадува, верувајте. Затоа алармантна е состојбата, а сите тие мерки, окей, супер се. Значи, не се морите да многу други средства да се издвојат на централно ниво, да се помогнат општините, кои што ќе делуваат и ќе се направи нешто во градот. И него ќе дојде уште полоша ситуација во градот, нешто бъде се уште полоша. Ќе видиме во очакот. Благодаря,